Почитувани, го продолжуваме серијалот предизборни соочувања на кандидатите за градоначалници за престојните локални избори. Четворица ќе ја водат битката за прв човек на локалната власт во Охрид. Ќе ја бараат довербата од граѓаните да ги креираат политиките за подобар живот, задржување на младите, развој на туризмот, заштита на Охридското езеро, стратегија за вистинска валоризација на УНЕСКО, справување со деценискиот проблем со студенчискиот канал. Сето ова зачинето со потребите за креирање на стратегија за општина со поголема додадена вредност, која што ќе понуди се за да ги увери охриѓани дека ќе биде вистински и одговорен татко на градот, да го добие гласот од нив. Како се живее во Охрид под Самуиловите кули, што треба да се промени, ги прашувам. Кирил Пецаков, кандидиран од ВМРО ДПМН и коалицијата, актуелен градоначалник кој ќе трча и по вториот мандат. Стевче Стивовски, кандидат од твоја партија, Асен Шајн, кандидат од СДСМ и коалицијата, и Гоце Цетковски, независен кандидат за градоначалничката позиција нови локални избори. Јавниот сервис, почитувани, има точно определени правила, според кои што ќе се реализира текот на оваа дебата. 2 минути за одговор на прашањето, по 1 минута за реплика и 30 секунди за контрареплика. Имаме еден звучен сигнал, како и предупредување и завршница, и секој од вас има право на една реплика и на контрареплика по основ на одговор на прашањата на против кандидатот. Би започнала или од ова моја лева страна, господин Пецаков, во каква кондиција е Охрид, како живеат охриѓани. 4 години бевте на кормилото на локалната власт, со каква визија за Охрид сега ја барате довербата за втор мандат, односно задоволни ли сте всушност и од оствареното? Седнавте во фотилјата со голем број наветени проекти, 10 беа како еден фокус, што не успеавте да спроведете? Мал краток сублимат. Така. Секогаш е најбитно да се почне како актуелен градоначалник, што е она што сме го направиле за овие 4 години мандат. Таму имаше 10, би рекол, капитални, односно проекти кои што ќе го обележат мојот мандат. Секако најбитно нешто кое што е за општината Охрид, општина која што заедно со Тетово беше долги години задолжена, во декември некаде на самиот почеток на мандат имавме пресек на сето тоа и заедно сите побарувања, блокади и тужби представуваше доколку прилика 14,5 милиони евра. За сега од денешен аспект да ја префрлиме 2025 година со 3,5 милиони евра на сметка, што значи дека финансиската кондиција е одлична и сме во добра позиција да правиме како локална самоуправа проекти за кои што се зборувало долги години, меѓутоа не се реализирали. Од тие беше проекти катната гаража за која што долги години документацијски ги решававме проблемите, имавме несогласувања со тогашната власт, имавме изјава несрекна, би рекол, на Министерката за култура, каде што викаше дека катната гаража не била јавен интерес, а законот за што е тоа јавен интерес повеќе од добро го кажува. Имавме одредени други да кажам проекти кои што беа поврзани со реконструкција на плоштади, велосипедски патеки, фотоволтаици, основно училиште, спортска сала во селото Лесковец и така натаму. Од сите овие законот ревитализација на студенчишкото блато, од сите овие законот за ревитализација на студенчишкото блато од прилика година и 8 месеци е во собраниска процедура и тоа е едно од работите кое што е поврзана со не законот за ревитализација, туку за заштита на студенчишкото блато и прогласување за национален парк. И сето тоа стои во собраниска процедура се уште и тоа е едно од препораките и мерките што го имаме од УНЕСКО. А од останатите проекти кои што воопшто не е започнат, исто така е велосипедската патека која што требаше да биде од бензинската пумпа према плажите заради документација и проблеми кои што ги имавме со ЕПДП. Истекоа вашите 2 минути, дали некој има реплика? Реплика, од ова што е кажано ништо не е остварено. 4 години имаше да оствари се што вети претходни катни гаражи, ама наместо тоа имаме јавни набавки, 183.000 евра за рентирање на 3 камиони, 1,2 милиони евра слушнав му дал на ракометниот клуб, дал 83.000 евра да најда вода во Билјанин извори, луѓе. Што има друго? Елементарни непогоди за градинар не работи, 10.000 евра.
за ограда на македонски просветители 65.000 евра, за голф теренчето 103.000 евра има даено. Што да кажем појче, ќе продолжиме со... за НЕФИ има 233.000 евра за дворот во гимназија и уште 83.000 за оградата на гимназија, плюс багерот го купиле за 53.000 евра од НЕФИ-ја. Значи пари фрла, крадат пари, бирејќи народниве пари се крадат, вака немат контрола на влез и излез, потребно е транспарентност. Господин Пецаков, дали имате контрареплика? Ова би го кажал тебе дуел наликува на повеќе на стендап комедија кога е Гоце тука. Генерално на минатите дуели во минатата кампања воопшто не се осврнува за сиве овие работи кои што се истакнати секако дека се дел од јавната работа на општината, која што е една од најтранспарентните, и втората работа е дека само што заврши ревизијата, односно ревизискиот извештај кој што беше 4,5 месеци во Охрид, ке излезе и тој, па ќе видиме за каква општина станува збор по однос на работата. Контрареплика уште еднаш, ако може, моите шеги ја погаѓа целта, да знаеш. Баш ја погаѓа целта моите шеги, а иначе овие се јавни набавки, а општина Охрид е најнетранспарентна според бирото за јавни набавки. Така да се негира све што каже. Така. Дали некој има друг реплика? Минута за вас. Јас пред сум се кандидирал на овие избори поради неговото непрофесионално работење во општина Охрид. Тој е млад дечко, надежен, сите верувавме во него и мислевме дека ќе биде навистина градоначалник на цел град. Дека ќе се грижи за препораките на УНЕСКО, дека тој град нема да наликува веќе на Скопје. Со неговите соработнички действија кои што ги прави со бизнис секторот, веќе Охрид не личи самиот на себе си. Охрид денеска се гради на секоја улица. Охрид се гради на секоја куќа стара, се руши, се гради зграда без сообраќајно решение. Ние веќе Охрид го задушуваме. Се бориме Охрид да биде град на УНЕСКО. Вие го имате Скопје. Не ке ви треба Охрид. Затоа што и Охрид ке личи како Скопје. Затоа господинот Пецаков треба да ги почитуваат законите. Пред се законот за градба, законот за урбанистичко планирање, нормативите кои што се предвидени за секоја градба. Вие ако дојдете денеска во Охрид, ќе забележите само градба на објекти без цел. Ви благодарам за ставовите. Контрареплика дали имате? Кои се препораките на УНЕСКО како прво кои што не се почитуваат, и втора работа колку урбанистички планови има донесен општина Охрид во време на мојот мандат, повелете одговорите. Господине Пецаков, не, немате веќе право, повелете. Има право на контрареплика, имаше тоа. Да, повелете 30 секунди. Толку, пошо... Господине Пецаков, твојата политика на раководење на Охрид предвидуваше развој на Охрид за развој на туризмот, а не Охрид градежна парцела. Вие во Охрид градите во град во кој што се иселуваат граѓаните. Кои се луѓето што вие ќе ги вметните да живеат во тие згради? Зошто вие вршите етнички ребаланс на Охрид? Вие ќе изградите, се фалите 10.000 станови. Тоа се уште, зборувам, тоа се 10-20.000 нови жители на Охрид. Од каде се тие, ако охриѓани се иселуваат? Благодарам. Значи, истече времето. Дали има друг реплика? Продолжуваме со второто прашање, упатено токму до вас, господин Стивовски. Зошто охриѓани да гласаат за вас? Кои клучни проекти ги нудите како решение за подобар развој и инвестиции во општината? Најголемиот проблем од кој што се наоѓа општина Охрид последниве 15 години е несовесното, недомакинското работење на градоначалниците и советот. Најголемиот криминал за соработка со урбаната мафија доаѓа од советот на општина Охрид и градоначалникот кој што ги подпишува тие одлуки. Ние денеска сведоци сме дека во Охрид владее урбаната мафија. Ние Охрид не можеме да го препознаеме. Ние немаме конкретен финансиски извештај како настана долгот на Охрид од 55 милиони. Тој како градоначалник беше должен да му објасни на граѓани како настана долгот од 55 милиони, па се намалил од претходната власт на 13 милиони евра, а сега да бил уште 3,5 милиони евра. Каков е тој градоначалник кој што не знае од каде му потекнува долгот? И зошто таков долг кога Охрид не се гради? Јас ќе бидам само директен према него.
Идам денеска јас на дебата, во Коњско се гради, се бетонира, се редат плочки, во Велестово се асфалтират, на ден на избори, на ден на отпочната кампања. Значи, за такви градоначалници ние имавме, кои што градеа дури и до почетокот на самиот изборен циклус. Значи, господинот Пецаков треба да објасни многу работи и затоа сум влезен јас. Разнебитувањето на градот Охрид, менувањето на неговата слика. Има туш еден проблем што тој не го кажува. Проблемот со зградата која што му се наоѓа до мини маркет. Место каде што загина жена беше прегазена од излетување и влегување во истата таа зграда. Он дозволи зграда на тоа место. Зграда без сообраќајно решение, без влез, без излез, без паркинг места. Тука се работи за криминал. Дали има реплика? Дали никој од вас има реплика? На дополнување, ако може. Реплика, значи? Да, реплика. 23.000 евра за набавка на природен препарат на база на алги за гасење на Буково, само во 23-та. А Буково гори секој ден. Исто и Маутхер, тоа е влезот на Охрид депонијата. Можете благодарност нему да му дајте. Тоа е одма до археолошкиот локалитет, до болницава Костос Глобна, значи гарант ќе се излечат таму. И после рак имало, ќе имат бе луѓе рак. И мислам, ако сакате промени, мора да го смените начинов и луѓе кои што ве владеат, ме разбираш? Господин Сивовски, дали имате контрареплика? Не. Значи, очекувам дека во оваа дебата граѓаните ќе слушнат што е оно што вие како клучни работи ќе ги направите ако станете градски татко. Прашањето до вас беше кои клучни проекти ги нудите како решение за подобар живот. Вие одбревте на ваков одговор. Продолжуваме со следното прашање. Господин Асен Шаин, како живеат охриѓани ако ве прашаат? Што ќе посочите како најголема гордост во градот, што не би го промилија, а ако станете градски татко, кој горлив проблем го ставате како број 1 приоритет? Благодарам. Пред се можам да кажам дека се нафатив на оваа кандидатура, затоа што сметам дека Охрид припаѓа на охријани, е бисер на Балканов и сметам дека на вистина сите заеднички треба да направиме тоа така да изгледа. Во овој момент сметам дека има повеќе работи кои што треба да се направат за Охрид, затоа што охријани на вистина заслужуваат да живеат во град и да биде гордост за целиот регион и пошироко. Исто така, сметам дека проекти кои што во овој момент би се направили, тоа е патната инфраструктура, каде што на вистина се соочуваме со нешто кое што е долги години. Тоа е сообраќајниот хаос кој што се превлекува година назад. Подобрување на туризмот, бидејќи секој еден граѓанин живее од туризмот и сметаме дека Охрид е туристички град, каде што треба да се представи во најдобро светло. Екотуризмот, односно еколошката свест, подобрување. Сметам дека во овој момент градот не може да се каже дека се гордееме со тоа што се случува. Решавање на капитални проекти кои што сметам дека се од важност за градот, кои што ќе допринесат се повеќе да туристи бидат привлечени од светот и од надвор да дојдат во нашиот град и да се почувствуваат на вистина добро. Благодарам за одговорот. Дали никој од вас има реплика? Господин Цитковски, продолжуваме со вас. Со каква визија за Охрид влегувате вие во оваа трка? На минатите локални избори рековте, прва Македонија ќе ја донесам во Охрид, па ќе се фатам за работа. Сега од каде ќе почнете, ако охријани вие дадат довербата да седнете во градоначалничката фотеја? Од кај што застанав минатиот пат, вака ќе кажам луѓе. Почитувани граѓани на Северна, значи жал ми е што не можам да кажам, да ве наречам македонци. Македонците умреа со Преспански во концентрацијниот логор и депонија Северна. Сега по националност
сте граѓани кои го зборуваат јазикот на граѓаните на Северна. Нема ни македонски јазик, да си знаете. Ако не верувате во ова, ево ви го концентрациониот логор Северна, да го видите, Северџанистан. А иначе, ако не ми вервите мене за вашиот национален идентитет, ова е мојата стара лична карта на Република Македонија. На нејзе, по националност пишува Македонец бев. Новата лична карта, луѓе, по националност сте граѓани. Ако може некој да ми објасни каква националност е таа граѓанин. Разбира, значи, овие овде избриша и јазик и национален идентитет и нација. Значи, ево ви демант, македонски јазик не постои, појче. Господин Цветковски, на листа жал што морам да ви одземам од минутажата, меѓутоа... Така. Јас ви кажа исто, јас очекувам да зборуваме за локални проблеми. На цела нација, народ. Се вака. 33 години, луѓе, изгубивме со овие име, и знаме, идентитет, јазик, упропастија, индустрија, земјоделие, шуми, езера, не функционира ни здравство, ни школство, ни железница, ништо не функционира, луѓе, во Северна. И уште ви пикат раце во джебот и ви ги крадат парите. Моите да им се заблагодарите за овој етноцид на Мицковски, на Заев и на овие чувариве на логоров Северен, нивнија послушници. Така да, македонските патриоти имен можност да гласат во Охрид за мене, Цветковски Гоце познат ко Вегета, под број 115 115. Во Битола за Петар Котевски, број 76 и носител на листа во Охрид Даниел Стојановски, број 80. Ако сакате Македонија да се врати и демократијата да се врати. Јас верувам дека не само јас, него и сите граѓани и вашите гласачи очекуваат навистина да имаме една содржајна и една коректна дебата со почитување на ставовите на против кандидатот, националните прашања да ги оставиме за парламентарните избори, за оние што креираат централната власт. Значи, навистина, тоа е ваше мислење. Така, навистина дојдовме и се собравме овде да продискутираме што вие би направиле за подобрување на развојот на Охрид и животот на граѓаните. Дали некој од вас има реплика на господинот Цветковски? Продолжуваме со другите прашања. Пецаков, со вас. Охрид неколку години стоеше на листата најзадолжени општини со блокирана сметка. Вие го почнавте нели одговорот на ова прашање, меѓутоа во каква кондиција е сега општинската каса, колку пари има во неа и кои приоритетни проекти ги ставате за реализација во вториот мандат пред Охриѓани? На сметката имаме околу 200 милиони денари, значи повторно околу 3,5 милиони евра, исто би рекол позитивна финансиска година за нас како и претходните 3 години и работата по однос на проектите, она што кажавте капитални, не само од мојата програма, него сите оние кои што ќе бидат како и ќе се појават како насущна потреба на локалното население, местните заедници, без разлика дали се урбани или рурални, ќе ги реализираме најчесто со средства кои што се на самата наша сметка, односно ги имаме како пари, од друга страна се како дека оние пари кои што ги добиваме во изминатата година и пол од владата за сите општини, разговарам по глава на жител, се сериозна додадена вредност од капиталните проекти кои што ќе бидат дел од мојата програма за наредниот 4-годишен мандат е уредување на булевар Туристичка во пресек со улицата Стив Наумов до Јане Сандански, уредување на кеот на Македонија, уредување на кеот на продолжување со уредување на кеот на кај селото Пештани, реконструкција на домовите во Љубаништа, во Кошишта и во населбата Црногорци, зборувам за културните домови, продолжување на фекалната канализација, односно последната фаза која што веќе ја поврзавме Горно и Долно Лакочери, сега преку селото Орман директно поврзување на колекторот и започнавме, веќе поднесовме основен проект кој што ќе чекаме да излезе уште едно одобрение за градба на втора катна гаража покрај првата која што ќе е кај градскиот пазар, ова е кај спортскиот комплекс Билјанини извори и уште многу секако имаме, тоа ќе заборавев, проект поврзан со и одобрение за градба за ново основно училиште, веќе едно отворивме на 1 септември, така да ова ќе е второто основно училиште, нешто што 50 и кусур години во Охрид не се случило, зборувам воопшто за основно училиште, веќе ќе имаме поднесено и за второ одобрение, така да напредуваме по однос на сите оние насущни потреби кои што тековно излегли на граѓаните, посебно овие 4 години како градоначалник кои што сум ги осетил дека е потребно да инвестираме. И се чува
времето за Јас му користите реплицирам реплика. кое е тоа основно училиште, кое што тој го направил. Ако смета дека реконструкцијата на касарната и пренамената на тие простори представуваат ново училиште, мислам дека си во грешка. Значи, тоа е пренамена, не е ново училиште. Вие тамо добивте простори кои што биле изградени пред 60 години и повеќе. Вие извршите само пренамена. Не е тоа ново училиште. Ако мислите повторно да извршите пренамена на некоја си нова просторија или објект, тоа не е ново. Тоа е реконструкција со пренамена. За кој мислевте, за кој училиште мислевте? Јас не знам, мислам. 30 секунди за вас, ако имате контрреплика. Да, среќа што си ти тука Стефча ми објасни што е пренамена, што е ново училиште, меѓутоа за комплексот касарна сум посебно горд затоа што за разлика од градовите низ Македонија повеќе ги имаме примери, без разлика дали се тоа Битола, Струмица или други градови, касарните станаа урбани населби во самите градови. Кај нас касарната доби еден сосема нов лик, каде што постоечките објекти добија своји намени, а дополнително парковите, односно зеленилото околу се користи како место за дневно уживање на граѓаните. Така да посебно сум горд на тој комплекс кај касарната. Немам јас намера да го навредам за негово познавање или непознавање. Јас му аплицирав од една причина. Зошто тој не го спомна објектот касарна дека е пренаменат во училиште? Тоа е моје право и граѓаните и на Македонија и на Охрид треба да знаат дека господинот Пецаков на таа просторија пренамена и стави во функција ново училиште, кое го нарекува ново, се вика Кочораци. Ништо тоа страшно не. Реплика ќе користите? Реплика, ако може. Мислам да биме директни во одговарањето, не во... Така е. Луѓе, мора да ставиме стоп на ова бесконечно крадење од крадоначалнициве. Ги гледате. Значи, нема јавна достапност до трошењето на нашите пари во општиниве. Потрошиле 7.000 евра за поправка на семафори, нека е Влашка Мала, уште не работат семафориве. Изведба на собствен систем за водоснабдување 60.000 евра, луѓе, а ние пиеме вода од азбестни цевки. Че имало рак, че имат 70% губитоци на вода од водовод. Сите јавни предпријатија се во загуба, да знаете, имат преку 1000 вработени општина во Охрид, од кои само 300 се во комунално. Разбирате, Мауцкар гори секој ден, исто кој Буково, а трошат пари за гасење. Не треба да си научник за да пуштиш неколку цистерни да се изгасат тие. Ама нема тендер за тој, затоа вака функционира. Ако имаше тендер и ако има интерес, кој што има интерес за градбата на становите, кој што слушнав имал стан во секоја ново изградена зграда, не знаеме колку стану има. Ќе го викале сите комшија ко Стефче Акимовски, пошто во секоја зграда имал стан. Дали имате контрреплика на ово? Продолжуваме понатаму. Дали има уште никој со реплика? Господин Стивовски, Охрид се бори со низа предизвици во инфраструктурата, со акцент на руралните проблеми, со потребите за подобрување на водоснабдувањето, но и третманот на отпадните води. Се уште го има и проблемот со изливот на загадена вода во езерото, се чека проект за пренасочување на реката Сатеска. Што планирате ако добиете мандат за градоначалник во поглед на инфраструктурата? Ние треба да бидеме свесни дека ова што се прави во Охрид во последниве, да речам, години, околу 15 години, односот према патниот правец Охрид-Светинаун. Тоа е главната алка за развојот на туризмот. И на Охрид, и на цела Македонија. Нема странец кој што не дојде Светинаун. Нема странец кој што не дојде градиште заливот на Костиките. Нема странец кој што не ја посети Трпејца. Тој патен правец, господата од владата и господинов градоначалник го пуштија во употреба. Тој патен правец и ден денеска се работи. Уште го работат, али што направија на тој патен правец? Извршија само стеснување на патот. Патот беше со широчина 6 метри, 7, имаше паркинг места со по 100 квадрати, со по 200, изградени рачно од страна на луѓе кои што го работеа тој пат пред 60 години. Господата од владата и господинов градоначалник тој пат денеска го стесна. Поради таа причина, јас
кој што сметам дека навистина тој пат е за развој и на Охрид и на Македонија, поднесов кривична пријава која што му ја доставив лично и на господинов. Од него побарав да бидам примен, да разговараме и да го спречиме стеснувањето на тој пат. Вие денеска, ако одите и патувате за Светинал, вие не можете да се размините со две коли. Патот за Куратица е веќе 6 метра. Патот за Буково веќе е 6,5 метра и 7. Од која причина тие патот, кој што е од национално значење, го сведоа на пат каде што, да речам, постои опасност и од жртви. Госе Стевевски, ни слушавме што ќе направите вие, што планирате ако станете градоначалник. Единствено нешто кој што треба Охрид. Вашето време истече, се извинувам затоа што имаме нели определени правила за дебатата, дали ќе користите реплика? Никој од вас? Не, продолжуваме понатаму. Како правилно да се распределат инвестициите за да се решат еве стратешки проблеми во Охрид и на охриѓани, каде се стави најголемото купче пари во инфраструктурата, во културното наследство, заштитата на езерото, екологијата, експлоатацијата и така натаму. Што би бил вашиот приоритет ако господине Шајн застанете на чело на општината? Точно така, постојат повеќе приоритети кои што навистина треба да се насочат финансиите. Сметам тоа што претходно кажав, патната инфраструктура, каде што пред се знаеме дека навистина е потребно за едно нормално функционирање во секојдневието. Обновување на веќе постоечките патни инфраструктури, односно знаеме дека во Охрид постојат и текако нови населби кои што потребно е да се поврзат со патната инфраструктура. Населба Бејбунар и Лукоил кој што има нови жители, каде што треба да се обезбеди нормално функционирање и пристап до нивните домови. Сметам дека исто така е потребно да се воведе паркирање, обезбедување паркинг на странските автобуси, туристичките автобуси, кои што навистина е потребно поготово во летниот период, каде што ние како идна локална власт со нашиот тим би направиле посебен паркинг простор со еколошка такса, каде што ќе се растерети сообраќајниот метеж во текот на туристичката сезона и воглавно во текот на целата година. Исто така сметам дека приоритет е катната гража која што година назад ја спомнуваме и сметам дека веќе таа конечно треба да се реализира и да се размислува на размислување и понатака да се прошири, односно да се стави во функција и други паркинг простори за расчистување на сообраќајниот хаос. Благодарам за одговорот на прашањето. Дали некој има реплика? Повелете, господине Стилски. Господине Шајн, ние треба да бидеме свесни дека Охрид во никој случај не може да собере толку многу возила колку што се градат нови згради. Ние цела туристичка ја наредивме со згради. Цела Јане Сандански ја наредивме со згради. Сите тие згради се изградени спротивно на правилникот и нормативите за планско уредување на град Охрид. Ние не можеме да направиме толку голема катна гаража што ќе собери 5 или 10 хиљади возила. Ние требит Охрид само да го градиме врз основа на нормативите за планско уредување на град Охрид. Во никој случај ние не може да се лажиме дека ако направиме во Охрид една катна гаража и сме го решиле проблемот. Летната туристичка сезона е голем проблем. Ама е уште поголем проблем што ние Охрид го трупаме со гужва и со нови згради, со нови станари во центарот на градот. Ние не го шириме Охрид према, зборам, периферијата. Ние се што правиме во центарот на Охрид, она што се прави денеска и продолжува и во Скопје. Истече вашето време за реплика, користите контрареплика, поверете? Се согласува, но ситуацијата во моментот е таква каде што сите заеднички мораме да изнајдеме решение
за да се реши тој проблем. И сметам дека со добра анализа може да се реши затоа што е навистина потребно. Дали некој користи? Готово вие прави, да. Решението на проблемот, новој проблем во Охрид, е само почитување на законот за градба, законот за урбанистичко планирање и закон и правилникот за просторно уредување на објектите кои што се градат. Дали тоа се згради, дали се тоа училишта, дали се тоа семејни куќи. Ние тој проблем го имаме, значи, години. Ние, ако ги почитуваме овие закони, стриктно, без да тоа го прекршуваме како закон, Охрид ќе биде модерен туристички центар. Ако може. Реплика. Да, реплика. Овие тројца работат за партии што не признава македонска нација. Разликата меѓу нив е кој ќе кради појќе, кој ќе кради помалку. Ја да ви кажам, слушнав 14 километри кабел е употребен за гимназијава. Имаме преку 10.000 станови нови во Охрид. Немат капацитет, ме разбираш, ни водовод, ни одвод за тие станови. Ова ти е крчма без стопан Охрид, ме разбираш, и секако нема никој да одговарат. Пак да ги гласате нив. 30 години ги гласате истиве луѓе, сакате други резултати. Со такви ќе добиете такви резултати. Ме разбираш, некој од нив ќе кради појќе, некој ќе кради помалку. Сите ќе ве крадат. Да знаете, само јас независниов, одам по патот Божи и не сакам арамо ништо. Мене од никого. И одам алал да си работиме кој што треба, честно, демократски. Ни се исели пола град бе луѓе од вакви корумпирани што ги гласате вие. Срам да вие. Господин Цветковски, само да ги почитуваме ставовите на против кандидатите кои ги имате и да внимаваме или генерално на сите ви собраќам на речникот кој што го Гоце има соодветно, да речем, високо образование и мислам дека треба да знае дека сите тие сомненија што ги имат во однос на криминалите во општина Охрид, во Македонија имат судска власт во која што тој треба да оди да поднесе сите тие докази што ги има на листот. Ние овде не можеме неосновано да се обвинуваме. Собери ги доказите, оди до јавно обвинителство, поднеси му ги и барај одговорност. Ево ги фискалните овдека. Господин Тиовски, само да внимаваме кога користиме реплика, кога користиме контрареплика, за да не дојде нели до забуна во целата емисија. Сега одиме на прашањето, господине Цветковски, за вас. 2 минути, така? Да, користите 2 минути. Општина Охрид за годинава има буџет тежок 19,5 милиони евра. Дополнителни средства ќе дојдат од државната каса за проекти од повикот кои што си ги доби самата таа општина. Прашањето до вас е: каде и како вие ќе ги распределите овие пари? Што ќе биде приоритетен проект со кој што, еве да речеме, кога добиете довербата ќе започнете? Повелете 2 минути. Фала уште еднаш. Да клаеме знаменце овака луѓе, да знаеме кој представува кого. Евака луѓе, Република Македонија и Охрид во случајов доживеа едно од најтешките прекршувања на уставното уредување на државата. Избришаа македонска нација, јазик, култура, видете си на личните карти пак што сте по националност. Граѓани, а бевне македонци, така? Го изгубивне идентитетот, се одрекоја овие од културата наша, што цело време ја зборува во Охрид. Која култура бе? Не постои култура македонска во Охрид. Те молам не ме прекинувај, моје време е, така? Те молам не ме прекинувај. Значи вака, треба луѓе да сте надпросечно глупи, да гласате за партија што ти е поважна од Македонија, да гласаш за овие што те множат со нула. На крај вистинава излезе на површина, измамени сме од овие. Северна не е реалност кој што ви кажува Муцински и Мицковски. Само волја треба и 5 минути за да се поништи Северна. Може и да не спомнуваме личности кои што не се тука. Добро, не е проблем. Очекувам дека ќе те слушаме. Дај не прекинуваме, ми троши од време, ме разбираш. Значи, со преспански луѓе се кршат сите човекови права на македонци и се прави политички прогон и етноцид на македонциве. Да не ги заборавиме уште едно. Ако начин да се изразувате, ќе морам да ја прекинам одговорот на вашето прашање и 2 минути. Јас ќе ми го земи времето сега. Не можам да си кажам. Ова е мој начин на одговарање. Да не збориме еден преку друг. Значи луѓе, да не ги заборавиме уставобранителите не умират по затвори. Вечна памјат за Игор Јук, затворен ко патриот од марионети ко овие овдека. Згасна во темнина, не виде, не дочека правда. Вечна му слава на човекот. А иначе откривањево на и апсењево на Катица Јанева зборува за еден од најкорумпираните системи во Европа. Понатаму, дали имате на дел од одговорот што го даде господин Цветковски реплика? Ни го зеде времето.
Јас не ви го земам времето, јас ќе ве замолам само ако може да бидете достоинствени кога станува збор за дебатата и да одговарате на прашањата. Станува збор за локални проблеми, Охриѓани чекаат на вистина да слушаат. Северна е локален што проблем. вие ќе им И државен проблем, и така, локален тоа значи проблем. дека го ставаме на централната власт да ние одзимаме минутажата за самата емисија. Продолжуваме понатаму. Господине Пецаков, ризик за статусот во УНЕСКО е реален. Предизвици се низко еколошки проблеми или вакцина за хроничната болка на градот кој го има приматот светско културно наследство, а со години се бори и со нелегална градба, и со бетонизација на крайбрежјето, заштита на живиот свет во езерото, сериозност на предупредувањата стигнаа токму во годината во која што вие бевте градски татко на градот. Кој план ставате на маса за заштита? Кој систем пред Охриѓани го гарантирате за зачувување на интегритетот и за додадена вредност на градот, за да ви го дадат довербата за втор мандат? Јас прво веќе почнав што е направено во овие 4 години поврзано со статусот на Охрид во УНЕСКО и ставањето на црвената листа. Тоа е еден хроничен проблем кој што во 2019 година доби еден план за менаџирање на Охрид кој што ги уредуваше и Национална комисија за УНЕСКО кој што ги уредува и понатаму сето она кое што е поврзано со урбанизацијата, со деталните и генералните урбанистички планови. И ако заприметиме на тоа Генерално собрание во 2019 и сега в Генералното собрание во Париз после скоро 6 години, огромна е разликата по однос на препораките кои што Македонија, а и Охрид посебно го има во последните години е зголемена кон Албанија, што значи дека постапувајќи, не знам, веќе е формирано меморандума за соработка, сега следи формирање на регионалното јавно предпријатие за депонија во општината Новаци, каде што југозападниот регион и пелагонискиот регион ќе депонираат. Понатаму започна заедно со Министерството за транспорт и врски е воведен во работа изведувачот изградбата на прочистителна станица во селото Тарпеца. За Горни Дол на Кочери исто беа дел од препораките се веќе се заврши канализацијата, продолжуваме со насочување према Орман и булевар туристичко, односно директно приклучување на колекторот. Секако дека тука вредно е да се напомене дека е завршен проектот за селото Елшан и негова директно приклучување на колекторот и останува уште еден проблем, а тоа ќе биде прочистителната станица во Љубаништа по однос на заштитата на животната средина и она кои што се горлеви проблеми. Останатите работи се поврзани со дислокација на пловните објекти од каналот Студенчишта и законот за прогласување на Студенчишкото блато за парк на природата и уште еден закон, тоа е веќе прогласено Охридското езеро како споменик на природата, меѓутоа треба да се репрогласи уште еднушка и тие се неколку забелешки кои што од денешен аспект ги имаме заедно со некои посетни ситни две. Така да не е прв пат во мојот мандат, само да ја довршам реченицата, туку трет пат се одлага решението за статусот на УНЕСКО во изминатите, за статусот на Охрид во УНЕСКО во изминатите 6 години. Меѓутоа да не вулгаризираме само Охрид, да довршам ова, станува збор за Охридски регион, не само Охрид. Пред се неговиот одговор се однесуваат исто како одговорот од Гоце. Вие му поставивте прашање за УНЕСКО, одговор добивме за Елшани и за Лакочери. Господине Пецаков, Господине Пецаков, вие имате проблем со УНЕСКО на повеќе локации во градот. Први, на Охриѓани треба да му објасните зошто повторно е стопирана градбата во Лагадин од дотичниот тамо, знаеш кој, Никола, зошто е повторно стопирано? Човекот 10 години не може објектот да го заврши. Значи, кој е тој од општинските служби? Од, да речем, државните институции. Му дават одобрение, работи месец-два, го прекинувате. Повторно плаќа човекот пари, повторно плаќа мито, повторно е корумпиран. Бе корумпира, зборувам, не за вас. Власта ја корумпира, за да гради. Сега, повторно, ево во деков на сезонава е сопрен. Човекот донесе и кревети, и спални, и опрема све, го сопревте. Го сопре УНЕСКО. Вие треба на Охриѓани да му објасните кратко и јасно што е проблемот со УНЕСКО. Ни треба или не ни треба? Ако не ни треба, да му кажеме на УНЕСКО аривидерчи, да го избркаме. Ако ни треба, треба да почитуваме одредби. Само за УНЕСКО ќе кажам дека УНЕСКО е единствениот
бренд кој што за жал Охрид во изминатите од 1980 година навака го има изградено и задржано, поврзан. Ова не е само бренд, туку сме едно од ретките светско природно и културно наследство кој што се позаштити и треба да е заедничка борба и на локалната власт и на централната власт, не само сега и порано, туку и во иднина, за да го задржиме статусот. Тоа е нешто најбитно. Господин Цитковски, повелете. Так, вашата Дали борба можете е да за се крадење, шена? Стефан, молим те, моје Градот време. УНЕСКО, Контрареплика, УНЕСКО првен во УНЕСКО Охрид влегуваат во далечните 50 години таму. Влегуваат затоа што живеалиштето Охрид е трето најстаро живеалиште во Европа. Зато Охрид стан. Благодарам да го слушаме господин Цитковски. Значи, Пецак, вашата борба е за крадење што поиќе в джеб. На шо лежи тоа е однос да ја прашаме аз вака се два на пати сите? ќе го прогласува едно исто заштитено подрачје за заштитено. То поиќе ќе го заштити, ако го прогласите уште една за заштитено. Значи, слушајте луѓе, 32.751 евро за средства за подмачкување. Најверојатно луѓе вазелинче е ова, да знаете. Имаме 70.000 за јавни... Чекај секунда, молим те. Значи, за привремени вработување на приватна агенција 70.000 евра има да е на овај. Значи, нивнава мисија е крадење и ништење на се што е македонско. Не му е гајле ни за езеро, ни за екологија. Се што му е гајле е профитор личен. Нивните 5 минути на сметка на штетата наша. Ме разбирате, сите се иселија од градов, се поболија. Е од вакви ко нив. Тоа е. Јас, Гоце, не ми е јасно, ти можеш да користиш какви сакаш зборови, меѓутоа сето ова имат граница, ти ја надмина границата, толку имам да ти кажам. Тоа е твое мислење. Не е моје мислење, ти кажам. Дали ќе користите вие реплика? Да И продолжуваме. сепак видите, ова јас не викам за вас, него на шо личи тоа, значи не можам да разберам. Дефинитивно на кое што кажа би минатиот пат. Разбира народов, не мора ти да разбереш, секако ништо не разбереш. Има 2 минути право на одговор на прашањето, во кое што треба да наведе одговор, така очекуваат и нашите граѓани, што ќе направи за Охрид по основ на она на кое што се фокусираме. Има право на реплика, кој било од вас, на одговорот на самиот кандидат. И контрареплика има тој кој што го одговорил прашањето претходни, на кој што е репликата. Затоа ве молам, правилата се јасни. Истите ви беа доставени на сите, и на вашите електронски адреси и до партиите. Да се придржуваме до истите и да не ги нарушуваме, затоа што ова се правила за секоја предизборно соочување. Продолжуваме понатаму. Господин Стебовски, граѓаните со години бараат решение на депонијата Буково да се стави на приоритетната листа. Имате ли вие во вашата програма системски пристап за трајно решение на проблемот со одлагање и третман на цврстиот комунален отпад? Значи, во вашата програма конкретно. Биејќи владата на Македонија зеде оврска проблемот со депониите да го решава на централно ниво. Проблемот кој што настана со депониите на цела Западна Македонија е проблем кој што требаше да го решават владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија, ако се откажи од таа програма, од таа иницијатива, во тој момент општината е таа која што треба да го барат начинот за подобра животна средина, за поголема чистота. И ние во нашата програма имаме ставен дека заради заштита од урбаната мафија, заради нелегални градби, заради подобра екологија на град Охрид, заради заштита од бучава, заради подобар сообраќајен ред, на Охрид му треба посебно оделение од комунална полиција. Служба која што ќе работи 24 часа и ќе ги санкционира тие кои што прават нелегални депони, тие кои што прават бучава низ градот, тие кои што не ги почитуваат препораките на УНЕСКО, тие кои што, зборувам, узурпираат државно земјиште, и за сите останати надлежности кои што ги има градоначалникот, да има служба, затоа што Министерството за внатрешни работи не може да биде главен носител на сите овие проблеми. Ние сметаме дека само МВР е таа која што треба да се грижи. Единствен спас во моментов е избор на нова комунална полиција која што ќе биде директно во функција на општината Охрид. Ви благодарам за одговорот. Дали никој ќе користи реплика? Продолжуваме со следното прашање. Господине Шајн, до вас. Прочитав ваш став за справување со проблемот со нелегална и дива градба. Би иницирале, рековте, таму градежен инспектор,
и повеќе урбанистички планови. Градбите спротивни на закон во Охрид се провлекуваат долги години. Кој е единствениот начин да се справи општината? Дали, ако станете градски татко, ќе ја примените онаа непопуларна мерка рушење? Пред се можам да кажам дека овој проблем се провлекува година назад. Пред се општината и државата треба да преземат соработка каде што ќе се одлучи како би се постапило понатака. Воедно се направи и ревидирање на урбанистичките планови, каде што ќе се види како понатака би се постапило во поглед на целокупната состојба. Сметам дека општината како главен фактор, заедно со Министерството за транспорт и врски, бидејќи Охрид и како значаен и е членка на УНЕСКО. Заедно треба да се пратат препораките на УНЕСКО, забелешките и заеднички да се постапува по основ на тие препораки. Сметам дека тука со заеднички решенија може да се доведе до она кое што навистина ние го сакаме да биде, тоа е градби, односно урбанистички планови кои што навистина ќе бидат онака како што секој еден граѓанин посакува. Дали никој од вас има реплика на одговор на господин Чајн? Ние треба да бидеме свесни дека дивоградбите не се поим кој што е застапен само во Македонија. Дивоградбите се поим кој што ги има во земјите сите што сме од Дунав надолу. Што значи дека дивоградбите не постојат во високо развиените земји. Ги нема во нивното кривично законодавство. Ги нема кривично дело дивоградба. Што се случува со тој свет, па со овој наш свет долу? Дивоградби имаме ние во Македонија, Бугарија, Албанија, Косово, Босна, Србија, Црна Гора, Грција. Грција го решија проблемот со дивоградбите многу лесно. Закупија дел од сателитски систем. Во секој момент територијата на Грција инспекторите ја надгледуваат и каде никнуваат нови градби, без да излезат на терен. Ние во Македонија не ни треба сателитскиот систем, на нас ни треба друга опрема која што е наречена дронови. Со дронови нашата територија и градот Охрид може со 10.000 евра да се врши целосна контрола на територијата. Секаде каде што ве молам сега да се приска. Секаде каде што никнува градба, дроновите ќе ја регистрираат и ќе се излезе на лице место веднаш. Ви благодарам за вашето одговор. Ќе користите контрола или прека? Сметам дека во поглед на Охрид како град и Охридскиот регион и како е битно донесување на урбанистички планови кои што година назад некои населени места ги немаат и со тоа би се решавал етапно проблемот кој што е настанат година назад. Дали никој што ќе користи реплика? Ако може јас за дивоградбите. Ќе користите реплика на одговорот на господин Чајн? Или истото прашање ме следува? Не, вас ви следува сега ново прашање, дали ќе користите реплика? Да, реплика за дивоградбите, ако може вака. Чајн, дивоградбите во Охрид, како и самата дивоградба Северна, се нелегално поставени и како такви мора да бидат струшени. Ако не е можно со болдужер луѓе, тогаш ќе го срушам по примерот на Еди Рама, да знаете. Може човек, да ви покажам како човек со интегритет и решителност може да се справи со дивоградбите во Охрид и со главната дивоградба Северна. Сега, ние од движење Бојкотирам ќе именуваме Македонија стално со незиното вистинско име Република Македонија. Се бориме за самостојна и независна Република Македонија, а не за измислената Северна Депонија. Затоа ве молам да размислувате за Македонија не со она северното со кое што ве заразиле, туку со македонското со кое што ќе ве излечиме. За тешки северџански случаи нудам чаеви на оваа веб страна. Како имате реплика на да знаете, таму може да донирате слободно. И бројот мој телефон. Вашите кандидати веќе реагираат, нели? Дали има некој реплика, дали ќе реплицирате? Продолжуваме и сега идеме со прашање до вас, господине Цветковски. Значи,
Уредувањето на плажите е проект што бара соработка со централната власт и план за управување со крајбрежјето. Доби некоја иницијална капитал, но на терен се бара негова поголема инвентивност. Какво решение, господине Цетковски, на Охриѓани им нудите за да имаат убави плажи за да привлечат поголем број на странски и на домашни гости? Вака се, ова е моје време, ако истапиш ко прејаска да ми оскратиш времето непрофесионално, ќе се жалам на ОПСИ, ОДИХР, кај Волкот ќе се жалам, да знаеш. Вака се, сите што работат против Охридско езеро, сите што работите против македонската нација, си работите сами против себе. И кога тогаш ќе бидете казнети, секој по своја заслуга, да знаете. Македонија е мајка наша. Оваа земја не роди нас и не хранеше. И што правиме ние во врска со тоа? Ние сме врзани во Синџири, живи гориме во овој концентрационен логор наречен Северна. Еве ги пред вас плажите во Охрид и јас ве молам да внимаваме ниво на политичка култура овде и имаме ние култура, не еднате па никој досега, засега барем. Значи, барајќи спас луѓе од плажите и од ѓубрето, бегаме надвор од Македонија, од корупцијата од овие. Но фатени сме во мрежата нивна, што си ја направија во круг корупцијска мрежа, си крада. Го гасат луѓе светлото на нашата иднина. Да знаете, баравме сонце, искра не видовме. И сега, станете луѓе, станете македонци против овие. Вашиот одговор, каде има врската со плажите во Охрид? Ова се е поврзано со Македонија и со плажите. Цела Македонија е една загадена плажа, една депонија голема е Македонија. Уште поќе ѓубре ќе увезува сега следниот месец, да знаете. И сметките ќе ви скокна плюс, зашто тие не се производствена дејност. Тие само зема пари, не произведува ништо, да знаете. Е се вака, ние луѓе од движење Бойкотира може да не најдете на YouTube, го носиме факелот на промената. Ако вие не го крените гласот против овие, кој ќе го крени за вас? Јас уште еднаш ќе морам да ви одземам правото на одговор, бидејќи на кој ќе изгради оваа нација? Господине Цетковски, уште еднаш. Значи, до сите кандидати ве молам да се почитуваме. Имајќи у себе да ги почитуваме и граѓаните и да имаме едно ниво на политичка култура и изразување. Оставете ги националните прашања на оние кои ја креираат локалните власта. Локалните прашања, ве молам директно да ми одговарате на прашањата. Ви благодарам. Дали некој од вас има реплика на одговорот на господинот Цетковски? За плажите, конкретно. Плажите на Охрид. Користите реплика. Реплика. Плажите на Охрид треба биме свесни дека како се однесуваат градоначалниците према плажите, зависи кој е на власт. Еднава власт, ако се обиде да ги решава, да го решава проблемот со плажите, односно дивоградбите на плажи и ги руши, другата власт го постапува спротивното. Му дозволува на поединци да изградат нови, бесправно изградени времени објекти на брегот на Охридското езеро. Ние денеска сме сведоци дека претходниот градоначалник руши повеќе објекти по плажите. Но денеска сме сведоци дека оваа нова власт, локална, му дозволи повторно градбите на плажите. Зошто ние немаме заеднички став околу тоа прашање? Плажите треба да се решат на еден и единствен начин. Се носи одлука која што важи и за едната власт, и за другата. Не може со секоја промена на власт да имаме ние нова состојба на плажите. Ви благодарам за репликата, господин Цетковски. 30 секунди, дали ќе користите никоја контрареплика на ова? На шо, на плажите? Вака, бре, луѓе, ако ние не ги изградиме плажите и не изградиме оваа нација, кој ќе ја изгради оваа нација? Ние сме огнот што ќе ја осветли темнината, разнајте. Ние сме бурата што ќе ја уништи неправдата и ќе донеси просперитет. Ние сме огно што ќе го изгори секој ваш очај. Сега мора да одлучиме дали ќе се удавиме во темнина на очајот или ќе изгрееме ко сонцето на надежта. Ние ќе ја смениме судбината на оваа нација или ќе ја оставиме врзана во Синџириве северни. Јас и да умрам, да знаете нека живее мојата македонска нација. Сите македонци, запамтете ги овие зборои во вашето срце. Ви благодарам за постапеното време за контрарепликата. Само ве молам да нема многу контрареплики. Продолжуваме понатаму со прашањата. Како прав македонец, патриот, не треба да чита, него тоа да го зборува со неговото срце. Тоа што го цени го чита, го напишал некој друг.
Затоа, господине Гоце, трни ги Јас тие молам харти сега настрана да не и усапуваме би те време за замолил контрареплики на контрареплики, ја продолжуваме слушаме понатаму. твојата. Господин Ако Пецаков, може, прашање јас до вас, господин Цвитковски. Читам за да не ме тргне од наративот со незините Да. манипулации. Господин Цвитковски, значи да бидеме достоинствени, да ја продолжиме дебатата, ве молам без навреди кон кого било овде во студиото. Господине Пецаков, дали Охрид станува град прескап за секој посетител? Атрактивен е всушност во последниот период и за купување на имот од страна на странци. Туристи има. Ако не им се трошат пари, вакви ставови имаат туристичките работници, трговците од старата чаршија. Градот сега воздушно се поврза со неколку европски дестинации, одлична можност за странски гости, меѓутоа очигледна е потребата од една нова стратегија. Дали, доколку ја дадат Охриѓани довербата за втор мандат, имате нова стратегија за промена на туристичките потенцијали и за подобар развој на Охрид кога станува збор по основнова Беа прашање. спомнал и стратегијата, меѓутоа сакам и да се осврнам и на цените, пошто некако без разлика дали во сите овие 4 години гостувам на, не знам, утринска емисија или било каква емисија, некако постојано се поставува како дилема, па ајде ќе почнам од тука. Во време на капитализам цените самиот пазар ги диктира без разлика дали станува збор за ресторански и хотелски услуги или можеби за имоти. Едноставно атрактивноста сама на Охрита и како што кажавте поврзаноста посебно во изминатата година и пол со отварањето на нови линии на доста со доста европски метрополи представува дополнителен инпут на туристи. Секако дека оваа година имавме и вон сезона од февруари до јуни 45.000 германски туристи, што значи дека поврзувањето на Охрид или вложувањето во инфраструктурата, не само патната и авионската и така натаму, е дополнителен влез на туристи буквално секако намо каде што ќе можеме да бидеме поврзани. Тоа е добра работа. Се околу стратегијата претпоставувам мислите на каков туризам Охрид треба да има во иднина и секако дека тоа е една работа која што е тековно како процес. Сме отпочнале процедурата заедно со факултетот за туризам кој што е во Охрид да се направи една таква стратегија и сега пак од друга страна исто така се надевам дека формирањето на Министерство за култура и туризам, кога веќе туризмот добива своје министерство, ќе представува една спрега која што ова да кажам стратегија која што ќе биде наново направена за наредни 10 години, би можели заеднички да ја спроведеме. Така да синергијата помеѓу локалната самоуправа и централната власт со добивањето посебно на посебно Министерство за туризам, сметам дека ќе даде добри резултати, не само по однос на зголемување на бројот на туристи, што е основен императив на секој еден туристички центар, посебно како што е Охрид, туку и во квалитетот, односно во тоа какви туристи, односно каков туризам Охрид треба да има во иднина. Благодарам за одговорот. Дали некој ќе користи реплика околу туристичките потенцијали на Охрид? И одговорот на господин Пецаков. Продолжуваме понатака. Господине Стиевски, студенчискиот канал со децении е проблем, преполни со закотвени јахти и со глисери. Собствениците мака мачат обезбедат места за нови везови, меѓутоа од друга страна се екологистите кои што параат да се реши проблемот, бидејќи таму нели се внесува и гориво во самите моторни пловни објекти од една страна, од друга страна тоа е атак и по живиот свет. Какво решение вие имате намаса? Тој простор веќе беше во програмата на ВМРО ДПМН за решавање на претходните избори, но не се направи ништо. Беше во програмата и на претходниот градоначалник, не се направи ништо. Која е причината што ние тој проблем го одлагаме за цело време? Значи, општина Охрид треба да има приоритети за решавање на горливите прашања. Треба да има приоритет тој проблем, приоритет треба да има патната инфраструктура, приоритет треба да имат буково, треба да се стават сите под еден ред. Кој проблем го решаваме? Не може ние ги поставуваме како проблеми и тоа трае веќе 10 или 20 години, па го имаме проблем. Па дај, ево, господинов Пецаков, треба да го фати, да го реши до овие 4 години. Не го реши. Наредниот треба да го стави на прво место. И да го реши, да го почни, значи не да го чека крајот на мандатот, па да речеме, луѓе, ние овие 4 години ќе оправиме наредниот. Ние, следниот градоначалник, е проблем да го ставиме на прво место. Нема друго ништо работени и градени додека не ги решиме тие 2, 3 или 4 горливи проблеми на градот Охрид. Ние му го шминкаме само угледот на Охрид. Една иста улица ја секој избори исти улици. Центарот
плоштадот Крушевска република, булевар туристички, имат и останати места. Тоа ми е зборот. Значи, приоритети мора да му ставиме на големите проблеми и треба да ги решиме. Какво решение нудите вие за студенчискиот канал, само додека не истече време? Решението да се стави на прво место и да се направи тамо елаборат и да се заврши тој проблем. Каков и да е горлив, колку и да кошта, треба да го решиме еднаш. Значи треба да се види буџетот, има средства, нема, да се барат донации, да се барат други извори, и да се реши тој проблем еднаш за секогаш. Кој ќе користи реплика? Јас. Пецаков, Да. поведете. Јас студенчишкиот канал сум го немал во програма никогаш досега, односно тоа е дел од препораките, меѓутоа за да се реализира потребна е изградба на современа марина на територија на општина Охрид. За тоа е потребен планот за управување со Охридското крајбрежје кој што го изготвува од друга страна Агенцијата за просторно планирање. Со Министерството разговаравме да добиеме можност мимо тој план да испроектираме место каде што би била таа марина, за да можеме да ги транспортираме, односно да ги отстраниме од студенчишкиот канал пловните објекти и да добијат соодветно, односно модерно место каде што може да се постават, и тоа ќе биде едно од приоритетите, каде што тука ќе спомнам и старото пристаниште кое што е во лоша состојба. Со Министерството за транспорт се договоривме за негова реконструкција и понтовско разгранување исклучиво за едрилиците, оние кои што не го загадуваат Охридското езеро и се буквално гордост на Охридското езеро кога пловат по него. Така да тоа е решението. Дали ќе користите контрареплика? Да. Не, господинот Стевски, дали ќе користи контрареплика? Прво извинете, господин Цветковски. Господине Пецаков, вие сте предвиделе марина, а зошто ја предвидовте? Немам предвидено. Како немате? Па рековте дека сте имале препораки. Не. Тие препораки за вас се обврзувачки како град на УНЕСКО. Препораките не идат од неовластен орган. Јас пред 8 години во ова исто студио разговаравме за истиот проблем. Што се дesi 8 години поминеа, ние уште разговараме за тој проблем. Значи сме несериозни према она што значи заштита на Охрид и традицијата на Охрид и убавините на Охрид. Господин Цветковски, користите реплика на одговорот на господинот Стевски, значи, кој конкретно се однесува на студенчишкиот канал. Така, значи вака сте во Македонија и Охрид во неа се подробство на окупаторот Северџанистан и не можеме да зборуваме за економски напредок кога во ситуација кога било кој може да дојде газејќи врз закон, врз устав, да ти земи име, да ти избриши националност, имот да ти превземи, да те намести насуд, ме разбираш. Луѓето мислат дека локални избори немаат врска со идентитетскиот инженеринг што ни се прави на нашава јадна Македонија, ама не се во право, и ти не си во право. Ова има врска и со локално и со државно ниво. Нема врска со студенчишкиот канал. Све има врска. Добро. Дај завршивте, дали ќе користите контрареплика, господин Стевски? Ја мислам дека Имате се право. личната карта со која што се кандидирал, најпаметно му е да ја уништи. Продолжуваме понатаму. Господин Ашан, ако станете градоначалник, немате уште еднаш да ве прашам дали имате вие реплика на одговорите? Да. Да, повелете прво. Се согласувам дека набравме повеќе теми кои што се приоритетни за Охрид и Охридскиот регион. И те како е... Сега користите реплика на господин. Да. И те како е значајно студенчишкото блато, односно Студенчишкиот канал. студенчишкиот канал, каде што препораките од УНЕСКО се дека навистина треба да се грижиме во поглед на тоа. Таа во моментов пристаниште за, односно марина, канал за укотвување на пловните објекти, долги години се користи и сметам дека заеднички треба да најдеме решение кое што навистина и како ќе биде приоритет во мандатот кој што престои на градоначалникот. Затоа што Охрид се развива како туристички град, се уживаат во поглед на туристите кои што доаѓаат, уживаат во самиот град, во убавините, и сметам дека тоа што поскоро треба да се направи и ќе се направи. Дали ќе користите контрареплика? Не.
Може да продолжиме понатаму, значи ги исцрпевме и можностите за реплики и за контрреплики на господин Стивовски. Господин Ашајн, ако станете градоначалник, неувате на реализација на проект Охрид Зелен град, комплексен проект, бара многу финансиски средства, милионски суми, над 100 милиони евра. Од друга страна има веќе десетина проекти кои што, да речеме, ќе се црпат од пари од централната власт. Што ќе ставите како еден приоритет кога станува збор за ваш проект Зелен град? Така, Охрид Зелен град сметам дека треба исто така да биде приоритет, затоа што во самата програма е нагласено дека функционирањето на Охрид, односно знаеме дека во последни неколку години Охрид беше на картата на еден од најзагадените градови. Сметам дека со набавка на еколошки автобуси и како кои што се приоритет да се намали загадувањето, воведување на електрични тротинети, каде што би се намалило исто така загадувањето, воведување на субвенции за фотоволтаици, кои што би помогнале во самиот процес. Сметам дека исто така е битно во поглед на Охрид Зелен град и површини кои што се јавни, каде што се повеќе би се уредувале, односно би се вовеле рекреативни паркови зеленила. Идеја која што произлезе од самите граѓани е тоа да Охрид, долж булеварите, се засади со добро познатата Охридска цреша, која што е заштитен знак на Охрид и на охриѓани, каде што би била препознатлива во поглед на самиот град, односно од каде што би било препознатливо и би се продолжило да така натаму. Благодарам. Благодарам за одговорот на прашањето. Дали ќе користи некој реплика? Јас ќе кажам, Охрид е зелен град и нема потреба Охрид уште повеќе да го зелениме. Охрид треба да го спасиме да остане зелен град. Зашто ние Охрид со урбанизацијата која што е неконтролирана го загрозуваме неговото зеленило. Ако во Охрид нема шума, ако во Охрид нема борови, ако Охрид нема природа, тоаш луѓето од цел свет нема да ни доаѓаат во Охрид. Ние треба да ја спречиме неконтролираната узурпација на државно земјиште и градба на објекти на простори кои што представуваат углед на Охрид. Такво ви е Горица, такво ви е Лагадин, таква ви е централното градско подрачје, тако ви е Варош одгоре. Значи, главните места на градот Охрид ние сами ги загрозуваме, ние сами ги ништиме. Не може ние со садени цреши да го враќаме Охрид да бил зелен град. Све околу Охрид е зелено и Охрид е зелен. Треба да спречиме негово ништење. Истече вашата минута за реплика, дали ќе користите контрреплика? Јас ако може реплика на Шајн. Реплика, на кого користите реплика? На Шајн, на говорот. Значи вака, Охрид луѓе е заштитено од УНЕСКО, ама за жал не е заштитено од овие корумпирани што ги гласате секоја година. Сега зелен град бил Охрид. Не бре, Охрид е смрден град. Косел смрдит од Буково, Мауцхер до болница на Свети Размо горит смрдит и че имало рак после. Треба да се рециклира то сето ѓубре. Ме разбираш, ама нема тендер за таква работа, затоа овие не го прато нешто. Сега, одржливоста на Охрид на долг рок е важна за нас. Ме разбираш, а тоа е можно само преку подобрување на искуството на посетителиве што доаѓа кај нас. Не може туризмот да биде главна индустрија во Охрид. Тоа е ограничен ресурс е езерово, ме разбирате, секоја година. Зато мора да биде одржливо на долг рок. Треба да се подобри угостителскиот сектор, да речеме тие што работа во угостителски сектор, треба барем најмалку 20% да биде загарантирано како во Њујорк, 20% бакшиш да има плюс големени плати. Развиток на одржлив туризам преку зачувување на културно и природно наследство, не со депонии. Влегувате во Охрид, Мауцхер депонија во Буково 2 евре, гори секоја вечер. Среќа вчера бев таму заврнато,
прекина да чади. Истече минута, значи, за реплика. Дали ке користите контрареплика, господин Шајн? Значи, продолжуваме. Господине Цитковски, овој круг го завршуваме со вас и веќе истакуваат минутите за емисијата. Што ќе направите за економски развој на градот, односно младите да не се иселуваат од него? Конкретен одговор на ова прашање во 2 минути. Младите нема да ги спречиме да се иселува од Охрид, нека појда стран своите екомене, нека поработа таму, па кога ќе се врата овде ќе бида жестоки поборници против корупцијата од ваквите кои овие до мене во иднина. Сега, за економски одржлив развој во Охрид, мораме да има владење на законот. Ме разбираш, Арно, ама нема такво нешто. Заштитава на езерово е можна преку разни иницијативи, да речеме за третирање на отпадни води, за и материјали, за заштита на билјанни извори, изведба на соодветна марина, што ја ветвеа минатиот пат, паркинг, катна гаража, ништо нема од тоа. Разбира, се што ги интересира пари. Лимитирање на прекумерен број на туристи во екор на сезоната, луѓе. Треба да се лимитира, не да имаме само 20 дена сезона имаме ние во Охрид. Со разновидност во нашава туристичка понуда. Не можеме да имаме само плажи за понуда. Можеме да правиме уметнички кампови, можеме да имаме авантуристички туризам, параглайдерство, кајак, планински, пештерски патеки, работилници, гастрономски туризам, традиционални македонски јадења, луѓе. Преку развиток на ски центар или спа центри за здравје преку цела година да ни доаѓаат туристи, да имаме домашни сместувања, веб страни на појќе јазици, карти и настани, алатки за резервација на сиве овие настани, преку промоција на социјални медиуми. Тоа е нешто што очигледно забарите не знаеле да го работат, затоа ај вака да клајме механичар да поправа заби, а забар да клајме да не биде менаџер. И очекувајте резултати што ќе бидат какви? Просечни. Не можете да, значи вака, мислењето од 1000 души е неважно, само од механичарот е важно кој ќе ви расипа на колата. Разбирате што ви зборам? Тоа што се нестручни е еден проблем. Помалиот. Поголемиот проблем е тоа што се корумпирани бре луѓе. Корумпирани се до коска овие. Значи, единствено нешто им е важно да крадат, ништо појќе. Господин Цитковски, ви благодарам за говорот. Дали некој има реплика од вас? Јас ви благодарам што бевте гости во ова предизборно соочување и се надевам дека граѓаните на Охрид колку толку од оваа дебата добија некоја се своје размислување кому ќе му го дадат гласот и довербата. Вие продолжувате и понатаму меѓу сосредби меѓу граѓаните со вашите предизборни митинзи во рамките на кампањата. Единствено на крајот останува само господин Цитковски, јас ве замолувам, ја завршивме дебатата, останува само да ви посакам среќа на секој од вас. Гласот е демократски на самиот граѓанин, кој ќе биде градски татко ќе ни биде повторно гостин во студиото понатаму. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Благодарим вас. Почитувани, тука завршуваме ова предизборно соочување на кандидатите за градоначалници на градот Охрид. Ви благодариме за вниманието.